Добро утро, Кристина, во повтор пат. Јаболкото има своји корени уште од Библијата, но исто така ниту едно друго овоше не му помогнало на Њутон во однос на гравитацијата. Исто така, често експертите препорачуваат да се консумираат јаболка, затоа што не помагаат само за духовно, туку и за телото на луѓето. Токму на оваа тема, на тема јаболко, утрово разговараме со госпоѓа Билјана Ристевска, магистар по квалитет и безбедност на храна и дипломиран нутриционист. Госпоѓа Билјана, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток кажете ми зошто е важно јаболкото и кои хранливи материи ги содржи истото? Добро утро до вас и до сите ваши гледачи. Првенствено, зошто јаболко? Наједноставно, затоа што представува храна која што е неопходна да биде внесена во организамот, има премногу здравствени придобивки и можам слободно да кажам дека е еден вид на супер моќна храна која што се грижи за здравјето на целокупниот наш организам и подобрување на долгорочно на нашата добра здравствена состојба. Превенира од различни видови на заболувања. Кај нас овде, како што напоменавте и вие, е најдостапна можеби како храна јаболката, една од поевтините хранливи намирници кои што можеме да ги купиме, меѓутоа и многу вкусна. Во зависност од тоа кој вкус на јаболко го милува да го исконзумира. Представува нискокалорична храна, меѓутоа таа ниска калоричност пак не говори дека нема една лепеза од хранливи материи кои што се грижат за целокупното здравје. Во една просечна зрела јаболка со просечна големина се содржаат само 95 до 100 калории, што потврдуваме дека нели нискокалорична, голема количина на С витамин 40 милиграми во една просечна јаболка, содржи витамини од групата на Б, B1, B2, B6 витамините, содржи витамин Е и помала количина на витамин А. Понатаму од минералите ги содржи железото, калциумот, магнезиумот, калиумот. Витамин К исто така има во самиот состав. Хранливата вредност најмногу отпаѓа односно се должи на компонентите кои што се антиоксиданси во самото јаболко. Антиоксидансите се првиот одбранбен механизам од оние слободни радикали кои што се продуцираат со самите метаболни процеси во нашето тело. Се борат против слободните радикали кои што пак ги напаѓаат дел од органите, односно ткивото и понатаму превенираат, односно даваат тек на одреден вид на заболување во организамот. Од антиоксиданси, кои што се позастапени, односно с поголема процентуална застапеност, го има катехинот, го има кверцетинот и останатите антиоксидативни материи кои што се првенствено добри за целокупниот наш имун систем. А сите знаеме дека доколку е добар имуниот систем, практично правиме еден гард, еден одбранбен механизам на телото и не дозволуваме да дојде до било каква инфламација на било која клетка, понатаму на ткивата и на органите во телото. Истото јаболко содржи пектин, кој што пектин е практично како пробиотик делува во нашиот организам. Со самото тоа јаболката се добри за дигестивниот систем, за варењето на храната во организамот и понатаму луѓето кои што редовно конзумираат во текот на животот барем по една јаболка во текот на денот, истражувањата говорат дека поретко заболуваат од колоректален канцер. Со самите овие компоненти кои што ги напоменав, односно хранливи материи што ги содржи јаболкото, слободно и сигурност можам да кажам дека се грижи и превенира од кардиоваскуларни заболувања, се грижи за здравјето на срцето, понатаму за маснотиите во крвта кои што се јавуваат, за високиот крвен притисок, односно хипертензијата, за здравјето на кожата, бидејќи ги содржи витаминот Е и витаминот А, добро е јаболкото за конзумирање за репродуктивниот систем, баш за овие антиоксидативни материи кои што ги напоменав и кои што ги содржи. Кажете ми, колку треба дневно или колку јаболка треба да се консумираат и на каков начин истите да се консумираат? Дали сецкани, дали во вид на сок, цедени сокови или пак варени или печени? Секогаш знам да напоменам дека дозирањето е многу важно за било која храна. Ние можеме да кажеме дека некоја храна е прездрава, дека е најздрава храна, меѓутоа доколку вие го сгрешите дозирањето на таа храна, јаболкото е навистина здрав хранлив намирник, меѓутоа доколку вие го
претерате внесот на јаболка, сето тоа може да биде контрапродуктивно. Дневниот внес на јаболка треба да биде од 1 до 2 поголеми јаболка или доколку тоа го претвориме во грамови, од 300 до 350 грама, ништо повеќе од внесот на јаболко доколку внесувате во текот на еден ден и секојдневно. Моја препорака е да не се внесува секој ден ист вид на јаболко, да не се внесува долгорочно само јаболко во исхраната, да се менуваат од проста причина што сите тие се третирани со пестициди, сакајќи или не, во денешно време, и да направиме елиминација на одреден пестицид со самиот внес на јаболка една недела, па потоа сменете некој друг вид на овошје. Најдобри, односно најискористливи бенефитите од јаболкото, односно нутритивната вредност нивна е кога јаболкото се конзумира во свежа и сирова форма. Сите оние претходно што ги кажа хранливи материи кои што ги содржи јаболкото, ги има најголема процентуална застапеност е во лушпата од јаболкото. Сега ова наша денешница, ние слободно можеме да кажеме дека јаболката се навистина едни од производите кои што најмногу хемиски се третираат. Моја препорака до гледачите е да знаат јаболкото од каде потекнува, да го знаат производителот на јаболкото и само такви јаболка да конзумираат со лушпа. Се останато мора да се лупи. За крај, какви видови на јаболка постојат овде во Македонија? Па, ние изобилуваме со повеќе видови на јаболка. Имаме златен и црвен делишес, имаме ајдарет, имаме муцо, имаме гринсмит. Значи тоа се видовите на јаболка кои што се достапни секојдневно во текот, можам да слободно да кажам, на целата година на нашите пазари. Билјана, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Утрово на тема јаболко разговаравме со Билјана Ристевска, магистар по квалитет и безбедност на храна, дипломиран нутриционист. Кристина?